Денеска и утре во Талин, главниот град на Естонија, се одржува 11-та конференција за e-управување. Повеќе од 650 експерти и политичари од 85 држави дискутираат за тоа како дигитализацијата влијае врз економијата, општеството и квалитетот на јавните услуги. Под мотото од бајти до бенефити, годинешното издание го става фокусот на тоа како технологијата може да создаде реални и мерливи придобивки, како за граѓаните, така и за институциите. Конференцијата се смета за главна глобална платформа за размена на искуства во дигиталната трансформација. Естонија, која важи за лидер во оваа област, ќе го сподели своето искуство со воведување на вештачката интелигенција во јавните услуги и намалување на бирократијата. We do have digitalized services, but we don't have automated services. So actually we are still doing manual work behind the digital services. So yes, Estonia is a good example of 100% of our public services are digital. When it comes to the interoperability, then through this innovation, we have built 36 self-service portals. So now we are standing in a place where we are asking, should we have all of these kind of self-service portals? When you have different agencies and if they do not talk to each other, then you can easily have a situation when you ask for something and that agencies will respond to you that, oh, actually, this is not in our realm, you have to approach a different agency. And this is what creates bottlenecks for businesses. So when these agencies are interconnected, it's easier for businesses to do things on the ground. Еден од клучните говорници на конференцијата е македонскиот министер за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Тој ќе има излагање утре. За Сител од Талин, Естонија, Мартин Арсов и Тони Маневски.